Благодарам. Пошто јас доаѓам од Полошко, чувствувам за сходно да се обратам по повод овој амандман. Секако дека ова ќе го поддржам затоа што има повеќе факти, аргументи, аспекти поради кои што ова е многу битно за сите нас. Значи, кажавте дека веќе физибилити студијата е при крај. Жив сведок сум дека само се прават физибилити студии, а ништо не се реализира. Тоа е реалност. Реалност е џубрето во Тетово, реалност е загадувањето во Тетово. Џубрето во Тетово го покривате со реклами на самиот влез во градот, само за да не можат да видат граѓаните што се случува. Значи, апсолутно треба веднаш и многу брзо да се реагира во најскор можен рок, да се изгради, да се направи една физибилити студија, да се пристапи кон решавање на овој проблем. Овој проблем најмногу е засегнат од Тетово, покрај тоа што е најголема општина во Полошкиот регион, наместо да биде најсредена, е најпрљава општина во целиот Полошки регион. Како проблемот со џубрето е решен во Барвеница, во Желино, во Боговиње, тие се 2 до 3 пати помали општини од Тетово, ако не 10 пати помали општини. Ова говори само едно, за способноста на градоначалниците кои што се избрани од народот за да го решат проблемот. Не може 4 години да анализираат. Еве конкретно ќе му објаснам на колегата од БЕСА. Имаше потпишан договор со Хенкел од Австрија за третман на џубрето во Тетово. Првата работа која што се случи откако дојде новиот градоначалник во Тетово беше борба од петни жили тој договор да се раскине, само за да се каже дека тоа не било добро, дека тоа нема да биде корисно за граѓаните и за да се пристапи кон нова физибилити студија или кон барање на нов партнер кој што се уште не може да видиме дека го наште. Од аспект за тоа што и колегата кажа дека за легализација Гостивар е број 1, можеби е број 1 во Македонија, ќе ви кажам за Тетово, таму имаме селективна легализација на дивоградби и ако сакате може да ви донесам и документи и да видите. Конкретен пример, спортски центар, конкретен пример Попова шапка. Објекти што се изградени од 80-тите години, на минатиот век, не се легализирани. Објекти што се изградени после 2011 година, експресно се реализираат, а се објекти на високи функционери на ДУИ. Благодарам.